Здраво дечки, денес возиме по трет пат возиме Kia Exit и прв пат ми се случува искрено во период од 7 години колку што постоиме да возиме еден ист модел 3 пати и сите тие 3 пати да биде тотално нешто различно и интересно, иако станува збор за буквално истиот автомобил гледано од дизајн. Ајде вака, првиот Exit беше оној Launch Edition кај што бев фасциниран тоа што Kia ни дозволи и имавме прилика да возиме автомобил опремен со се што може да замислиме. Вториот Exit беше оној црвениот кој што беше неговата тотална спротивставеност, односно основниот пакет, и таму гледавме дека во основен пакет Kia нуди навистина многу богата опрема во која што искрено не ви треба ништо повеќе од луксузност. Се што ви треба за 21 век и едно модерно современо возило беше токму тоа. И сега овој трет Exit е ова денес што го возиме и разликата не е во опрема, не е во некои дизајнерски работи. Океј, сите три Exit беа во различна боја и оваа боја е највпечатлива ако сакате да бидете забележувани низ град и токму по оваа боја дојдете. Но овој Exit е различен со тоа што е опремен со нивниот нов мотор, кој што ќе зборуваме малку подоцна, многу моќен мотор и многу економичен. Сега ќе спомнеме неколку работи кои што не сме ги спомнале кај другите две видеа, а некои интересни факти. Пример, прво ќе почнеме од клучот на Kia, тоа што многу ми се допаѓа бидејќи многу убаво легнува на рака за отклучување, заклучување, навистина интересно решение на Kia. Втора работа, иако можеби знаете или не знаете, зависи дали сте ги гледали или не другите видеа кои што можете да направите сега, но исто така можете да направите и subscribe за да не следите, да бидете информирани секој пат за секое наше ново видео. Сега, Exit е базиран на сит. Дизајнерски нема ништо, буквално ништо, освен предните врати кои што се исти како сит, другото се е тотално различно. Во поглед на суспензија тука Exit е буквално идентичен со сит и се што имате кај сит има и кај Exit. Освен една работа што претходно не сум ја спомнал, е тоа што амортизерите кај хештбек моделот, кај сит се нормално со оние буфер гуми за дополнително да се амортизира ударот, додека кај Exit наместо таа буфер гума е поставено нека дополнителна комора со хидравличен систем. Не е битно како функционира, битно дека имате многу помека вожња. Добро, тоа беше дизајнот. Сега дали околу практичноста има некои измени? Околу багажникот искрено нема никакви разлики. Нуди 426 литри багажен капацитет како и другите два модели. Даската е речиси рамна, односно подот е речиси рамен со ивицата на браникот. Се прави совршено рамен под кој ќе се спуштат задните седишта. Не ми се допаѓа, можеби немам спомнато кај другите две видеа, дека седиштата се спуштаат од страна, односно можете и од тука, но малку ви пречи даската. Исто така и треба се наведнете малку повеќе. И друга работа тоа што оваа даска не можам да ја ставам под овој дел, инаку одоздолу имате мало резервно тркало и големо остава за дополнително товарење. Имате мрежа што ми се допаѓа. Сега тука моите омилени работи, куќи за качалки. Овие куќи за качалки се навистина многу квалитетно изработени. Имате куќи за качалки тука горе, имате и 12 волтен приклучок за струја, имате и две мали остави, така да се е исто како минатиот пат. Сега да видиме дали има разлики некои внатре. На задниот дел исто така се е исто, нема некои разлики, бидејќи нормално е истиот модел, истата година, така да одредени работи што сега ќе ги изваме е тоа дека доле нема USB порт и повторно ќе критикувам од причина што ова е до некаде фамилиарно возило, потребно е да има USB порт, бидејќи не сакате децата ви кенка дека немаат батерија на телефонот, таблет или што да користат и не може да не гледат нас или било која друга епизода на YouTube. Исто така имате наслон за рака кој што е практичен и ми се допаѓа и мора да пофалам дека овие ISOFIX отвори за куќите се доста практични, бидејќи прашате ги или родителите нека коментираат доле во коментари дека поставувањето на детското седиште со дете кој што ви кенка воопшто нема да ви биде битно дали пластиките сте ги извадили, сте ги ставили на одредено место за да не ги изгубите, а лесно се губат. Затоа овие
куќи, односно отвори кои што се направени само се буткат и лесно се постави детското седиште, се многу практични. Се друго како што кажав исто, простор за нозете и за главата тој. Погледнете ги другите видеа и таму зборуваме многу повеќе подетално. Сега го видиме пред недел. И тука нема никакви разлики, бидејќи како што кажав, истиот модел, како што прочитавте надвор и како што спомнав на почетокот, ова е Reference One, тоа значи дека во ниво на опременост е ист како црвениот текст што го возевме, односно почетното ниво на опременост и искрено е пре богат за ова почетно ниво, бидејќи имате паркинг сензори, паркинг камера, имате 8-инчен екран кој што е супер респонзивен, има добра графика, имате lane assist, имате brake assist, имате многу, навистина многу опрема и не ви треба ништо повеќе, како што спомнав и тогаш. Ова е тоа што ви треба, се друго е само луксузност која што сакате и можете се дозволите. Сега, некои работи што не ги истакнав тука минатиот пат е тоа што кај Kia Exit се чувствам на вистина како да сум дома, како да сум во мое приватно возило кој што би го купил, бидејќи би поминал низ многу сериозни тестови, но тука се чувствам најудобно, најкомфортно, буквално како директор се чувствам, седење директорски, од причина што ниту еден друг автомобил не ми дал волку голема ширина и комоција на било кое седиште. Второ, во поглед на нозете, на долниот дел, многу ми се допаѓа, бидејќи исто така ниту еден друг автомобил не ми понудил волку широк момент да имам околу нозете и да немам потреба да се стискам тука па на подол крок да ми биде малку по тешко, така да седиштава се навистина многу добри, но и самата ширина како што спомнав. Многу ми се допаѓа самиот волан и дизајнерски и на квалитетна изработка, бидејќи со овој крак изглед малце ме потсетува на спортски автомобили, но самата изработка со овој кожен детал навистина многу ми се допаѓа. Сега, како што можете да видите, мојот телефон е поврзан преку USB кабел, тоа значи дека имате два USB порта и еден 12 волтен приклучок за струја и исто така, без разлика на каков оперативен систем имате, на телефон можете да го поврзете со системот, со екранот и да работи најнормално. Нема системот навигација, но можете преку телефона и нормално сите тоа го правиме денес. Користиме навигација од телефонот. Имате две големи остави што е супер, имате остави за шишење, имате огромна остава тука под наслонот за рака. Тоа е тоа и пред да почнеме да возиме уште една работа што заборавив во минатото видео да ви го спомнам, а е многу практична, кажам, е тоа што под ова заштита за сонцето имате светло нормално. Тука се пали мануелно, односно морате сами да вклучите ламбичката која ќе ви биде потребна. Но практичниот детал е тоа што кога ќе се заборави, а често се заборава, со самото затварање на овој штитник се гаси ламбичката, така да никој пат нема да заборавите ламбичка па ви се истроши акумулаторот и да се нервирате со тој што седел до вас, бидејќи заборавил да изгаси. Така да тоа е супер момент, сега е време да одиме да возиме да видиме што е новото. И сега, дечки, доаѓаме до она што го кажавме дека новитет во овој трет Exit, тоа е како што кажав моторот, станува збор за 1,5 турбо бензинец со 160 конски сили, 4 цилиндричен и искрено овој мотор е добитната комбинација која што Kia ја нуди и ви е потребна, бидејќи 160 конски сили прво и основно се многу добри перформанси, многу и повеќе од тоа што ви се потребни искрено, но ми се допаѓа тоа што оваа категорија на мотор спаја во една категорија која што во класата се нуди и е слична 1.5 со 150-160 конски сили, тука е рангот, но зборот ми е тоа што ова е тоа што најмногу се сака и се бара во моментов како нешто по-богато со перформанси, но исто така кај овие мотори во глобала се очекува малку повисока потрошувачка, иако сите се трудат сега да се спушти што е можно повеќе, но кај Kia
за неверување искрено, барем за мене, бидејќи имате 1.5 турбо бензин, 160 конски сили, 4 цилиндри и имате потрошувачка, зборам за нормално, најнормално возење од 5 до 5,5 литри. 5 до 5,5 литри потрошувачка на 100 километри, повторно ќе кажам, од 1.5 со 160 конски сили, 4 цилиндри. Тоа е за неверување. Тоа е ненормално колку потрошувачката на ова возило е ниска. Не ми се верува бидејќи периодов, годиниве, колку се зборува, колку се оди кон тоа дека 1.03 цилиндричните мотори кои што се наменети за урбаното возење да имаат помала потрошувачка, да се помалку да загадуваат. Тие треба да се првенците во потрошувачката, во ниските бројки, но таму е спротивно, искрено во многу ретки случаи сме виделе мотор со 1.03 цилиндри да троши помалку од 7 литри. А тука 160 конски сили, 4 цилиндри, 1.5, имате потрошувачка од 5 до 5,5 литри нормално возење, односно малтретирање на возилото и повторно имате таква потрошувачка. Аз сум многу малку да посветите внимание, да бидете малку по-економични во возењето, се спушта потрошувачката до 4,5 литри урбана воžња. Дечки, 4,5 литри, мене стварно не ми се верува дали Kia нешто сгрешиле со бројки, дали сгрешиле нешто со моторов, стварно не знам, ама добро сгрешиле. 4,5 литри е стварно многу добра бројка за потрошувачка, особено за урбано возење. Браво за Kia, ова е добитната комбинација. Друго што треба да знаете тука е тоа што е поврзан со 6-степен мануелен менувач, кој што навистина мене ми се допаѓа, бидејќи е краток, прецизен, многу е лесен. Исто така се многу лесни и самите педали, другите команди на возилото, бидејќи лесно ги навикнувате и не ви е потребно долго време да ги научите сите тие команди, точно знаете каде двој кумплу, колку се агресивни кочниците, така да брзо ќе го научите, брзо ќе се споите еден со друг. Единствена работа, на толку фалење, што дури по некој пат се чувствам како да сум бренд амбасадор на Kia, иако не сум и не ми ни плаќаат за вака да зборам, искрено ова го кажам што најмногу го мислам, најреално и стварно вреди да се пофали и овој Exit, но исто така и Kia што прави во последниве години. Но тука ќе дадам една замерка, не е нормално се најсовршено, бидејќи истото слично нешто приметив и во црвениот Exit со 1.03 цилиндри, 120 конски сили имавме таму. Работата беше што префрлувањето од прва во втора брзина се чувствуваше како да губи перформанси, односно паѓа во нека дупка, подоцна му треба време малце дури се врати во нормала. Тука го чувствувам тоа само во прва брзина при тргањето, на краток момент, потребно да дадете малку повеќе газ за тргање од вообичаеното, барем од она што сум јас навикнат. И да, буквално малку изгледа како школски. Тука губи малку, да кажам, како перформанси, но тоа е најмногу поради новите еколошки норми што се воведени за загадување и моториве буквално се угушуваат во одредени моменти. Тоа е замерката што ќе дадам за овој Exit. Друго искрено навистина немам. Ова е стварно во поглед и на перформанси, но и на опрема, ова е добитната комбинација. Стварно ова е за мене добитната комбинација што ви е потребна, бидејќи и во поглед на опрема, дека имате паркинг камера, паркинг сензор, имате голем инфозабавен систем и екран кој што е навистина респонзивен. Имате можност да го поврзате преку телефон. Толку многу безбедносни системи кои што не се само за ви се понудат на хартија, туку и навистина добро функционираат. Имате lane assist,
имате брейк асист систем кој што не само ве задржува лента, туку и не дозволува да напуштите истата лента. Темпомат и што многу други работи кои што ги сполнува многу повеќе во црвениот Exit. Стварно, со овој мотор, ова е добитната комбинација, бидејќи кога сакате да имате перформанси, ги имате на располагање, и кога сакате да имате потрошувачка многу пониска од било што друго, тоа го имате. Така да, дечки, јас тука некаде ќе се одјавам. Ова беше третиот Exit поред што го возиме, кој што сметам дека ова е добитната комбинација и овој мотор јас би го барал кога јас би купувал. Ова е тоа што го сакам, тоа што ми треба искрено. И следете не, се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!